ученици во школските клупи. Пратениците во земјава немаат ниту основно образование. За да се подигне свеста за тој проблем денеска на повеќе плоштади во земјава, деца од основните училишта ги повикаа своите врсници кои од разни причини не ја посетуваат наставата, да почнат да доаѓаат во училишните клупи. По повод кампањата "Придружете се, право на образование сега" на Скопскиот плоштад се одржа манифестација каде ученици од основните училишта се фатија за раце и формира синџир. Побараа нивните врсници да бидат вклучени во образовниот систем. 53% од граѓаните на Македонија имаат само основно или помалку од основно образование, што е поразителен податок за Македонија. Особено кога размислуваме да донесеме вакви компании, такви мултинационални компании, банки и така натаму, тие бараат високо образовани луѓе, бараат слушни луѓе, и кога имате 53% со основно или помалку од основно, тоа е и за нив поразувачки податок и обесхрабрувачки. Во Македонија има 200.000 возрастни кои не го завршиле основното училиште, 18.500 деца кои не идат на училиште, а тие се најчести жртви на сексуална злоупотреба, на детска проституција, на трговија со деца, нивниот труд се злоупотребува и сметаме дека ако се вклучат децата во образование, ова појава ќе се намали и нема да имаме толку неписмени. Јас сум ученик од трето оделение. Учам во основното училиште 26 јули, излеговме со другарите и другарките да ги повикаме сите кои не се на училиште да ни се придружат. Се викам Ајля Дардишта, доаѓам од основното училиште 26 јули. Излеговме за да ги повикаме сите деца кои не одат на училиште. Кампањата се одбележа во повеќе градови во земјава.